Идната еврокомесарка за проширување ќе направи се билатералните спорови да не бидат дел од евроинтегративниот процес. Марта Кос беше поздравена со аплауз од дел од пратениците во Европскиот парламент, кога порача дека блокот ќе биде рамо до рамо покрај кандидатите за време на целото патување кон Европската унија. Јас и моите служби и другите колеги ќе направиме се за да не ги вметнеме билатералните прашања во процесот на проширување. Но имаме ситуација како во вашата земја, кога веќе се дел и кога веќе го имаме процесот на проширување, ќе имаме многу повеќе алатки како да им помогнеме на земјите кандидати и од друга страна на членките да најдат решение. Кос уверува дека земјите аспиранти ја имаат целосната поддршка, финансиска и политичка, за да ги остварат евроинтеграциите. Паралелно, додека земјите ги исполнуваат реформите, може да ги искористат и придобивките, вклучително и преку постепената интеграција на единствениот пазар. Кос се обврза да го претвори проширувањето од можност во реалност за Западен Балкан, промовирајќи помирување и регионална соработка. Патот до исполнување на европскиот сон мора да биде заснован на заслуги, при што секоја земја која се стреми да се приклучи кон ЕУ ќе биде темелно оценета според тоа што сработила, колку ги европеизирала институциите и колку напредува во клучните области. Важно е да го почитуваме процесот на проширување, што значи држање до преговарачката рамка и тоа проширување да се темели на заслуги. Се следи спроведувањето на билатералните обврски. Позитивните вести доаѓаат во време на дипломатската офанзива на власта, која се бори на повеќе фронта да обезбеди гаранции и да го реши проблемот со Бугарија без да бидеме уценувани повторно во иднина. Со промената на власта во Македонија и настојувањето за можно репреговарање со Бугарија, барање на некое ново прифатливо решение, се промени и реториката на европските челници. За време на лобирањето во европските престолнини власта добива позитивни пораки дека голем дел од земјите членки на ЕУ се наш сојузник и партнер во евроинтегративниот процес. Поради ова, премиерот Мицкоски е оптимист дека процесот може да се откочи и Македонија да продолжи напред. Напредокот да биде заснован на заслуги и на копенхашките критериуми, наместо на уцени и ултиматуми од соседите.